Господине Кангалов, очигледно ќе имаме избори без разлика на датумот на одржување. Предпоставувам вие веќе сте на терен, сте со луѓето. Кои се правичните ваши вака анализи? Има ли расположение за излегување на избори или се уште сме под влијание, силно влијание на короната? По однос на изборите, ставот на Социјалдемократскиот сојуз е јасен. Треба да се случат што е можно побрзо, во првиот момент кога ќе бидат создадени услови за тоа. Но тука секако се и законските прописи и уставните одредби кои што ги одредуваат и ги детерминираат самите избори. Во овој момент ние треба да прифатиме, а верувам дека и граѓаните се свесни за потребата од изборите, имајќи ги предвид и пандемијата како проблем кој што во овој момент постои. Но сепак сметаме дека ние ќе ги почитуваме и самиот изборен процес, самиот чин на гласање ќе биде спроведен согласно сите процедури кои што ги предвидува Комисијата за здравство и нема да биде дополнителен ризик за граѓаните, ниту дополнителен ризик во однос на секојдневието кој што граѓаните се среќаваат. Но треба да имаме во предвид дека нашата држава се наоѓа и во специфична ситуација и практично таа е единствената држава која што во овој момент нема законодавна власт, односно парламентот е распуштен, извршната власт функционира на ниво на техничка влада, која пак од друга страна има единствена задача да спроведе фер и демократски избори. Кога е таква ситуацијата, сметаме дека техничката влада треба да си ја заврши работата. Уставните одредби во овој случај законот предвидува дека изборите, бидејќи самиот изборен процес е отпочнат, листите се доставени, кампањата практично треба да започне, роковите течат 22 дена во овој случај после завршувањето на vanредната состојба. Ние сметаме дека изборите треба да се случат согласно законот и очекуваме избори на 5 јули. Евидентно е пак од друга страна дека опозицијата која што и ги бараше предвремените избори, а на кои треба да подсетиме дека ние ги нудевме и во декември, кога не постоеше вирусот, тие сето тоа го одлагаа и ги избегнаа. Евидентно е и од нивните изјави дека практично тие и сега се обидуваат да го користат вирусот како алиби за да не се соочат со гласот на народот на кој што на наредни избори кои што тие ќе бидат поразени. Практично тие ќе бидат, опозицијата ќе биде казнета за она што значи нивна некооперативност, неконструктивност, деструктивно однесување, а и поради неспособноста која што ја прикажуваат преку техничките министри во владата, кој што очигледно е дека затаја во нивните обврски. Дел од епидемиолозите се на став дека не е изборниот ден толку проблем по здравјето на луѓето, како што би можело да биде проблем предизборната кампања. Во таа насока, каква кампања вие планирате, од технички аспект говорам, и од оној етички би се рекло, ќе одите на позитивна кампања за промовирање на вашата предизборна програма или за оцрнување на противникот? Добро, епидемиолозите го даваат своето стручно мислење, но ние и како партија веќе го кажавме нашиот став, дека ние нема да организираме големи митинзи, поголеми собири. Она што ќе го правиме и ќе биде средби со граѓаните, ќе бидат до оно ниво кој што самите стручни лица го предвидуваат и согласно сите протоколи. Но ние сметаме дека сега е моментот кога ние можеме да покажеме дека можеме да водиме нова, современа кампања, да ги користиме сите современи методи на комуникација со граѓаните, бидејќи сепак сметаме дека најбитно е информацијата, она што ние го нудиме, она што значи програма, треба да допре до граѓаните и да имат вистинската информација. Дали тоа ќе биде форма на големи собири или ќе биде користење на сите медиуми и современи средства за комуникација не е толку значено, битно е да дојде вистинската информација, а не дезинформациите кои што се шират до граѓаните. А ние ќе имаме можност да ја понудиме нашата програма, која што веќе е изготвена. Ние работевме практично од минатото лето, имавме работно лето, имавме бројни средби со граѓаните во периодот кога и не постоеше вирусот и ние направивме вистинска сондажа на она што значи потреба на граѓаните и она што значи потреба и насоки во кои што треба да се развива нашето општество. Сите тие забелешки се преточени во нашата изборна програма,
која што ќе биде понудена на наредните избори. Благодарам за одвоеното време, се гледаме на избори.